Во Реканскиот крај интензивно се работи на решавање на проблемите на населението. Веднаш по посетата на премиерот се решија барањето на жителите за издавање на пасошите и здравственото осигурување на печалбарите. Деновиве на терен се машините за санирање на патот до населеното место Новак и ова беше дел од барањата на реканци од разговорите со премиерот. Дупкиве меѓу Новак и Кожачик и се чуете да го соидете. Согласно договореното, екипите на Македонија Пат работат на овој патен правец, а жителите брзата интервенција ја поздравија со големо задоволство. Ќе се извршена санација на оштетените дупки. Значи тоа се случи од кога кај нас престојуваше премиерот, кој го виде самиот пат и кажа дека патот е во многу лоша состојба. И самиот наложи во разговор со градоначалникот да се изврши санација на делот патот. Денеска почнеме по наредба од дирекцијата, значи во ниво на Македонија Пат почнеме активности и крпење на ударни дупки и тоа поголеми површина од центар Жупа, поточно од гробишата према Новак. Задоволни и жителите од Косоврасти. Дадениот збор од премиерот за решавање на свлечиштето и карпата веќе дава резултати. Професори и владини представници извршија увид на посочените места од населението кои ги означија како потенцијално опасни за појава на свлечиште и одрони. Дојдовме да видиме состојбата на неколку суводолици, од кои ево се наоѓаме на една од најголемите која е со активен процес. На самиот породен терен има изградено 2 брани кои се потполно заполнети со блокови и со метарски димензии, па ево ние сме дојдени да најдеме решение. Благодарни сме на ангажманот на на кабинетот и премиерот Груевски за оваа нивна брза интервенција. И длабоко сме убедени и очекуваме дека овие наши проблеми ќе бидат во поскоро време решени. Дојдени се експерти од различни министерства со професори од Градежен факултет на лице место да ја согледаат состојбата. Истото го потврди во деба. Јас верував дека тоа што ќе го речи, ќе го заврши. Ете, денеска сме на лице место, не помина ни 3-4 дена. Во меѓувреме на клучката за влез во Жировница се постави јавно осветлување на патот. Жителите на ова населено место задоволни од брзата реакција по договореното со премиерот. По неговата посета, велат изминативе денови, интензивно се работи во Реканскиот крај. Тој пат е неосветлен, опасен е, добро би било, едноставно супер. Моje мислење, не само мое, слушам и од повеќе извори, дека перфектна работа, дека резултатите од оваа влада за последниве 7-8 години, секоја година све поубаво и поубаво во споредба со 40-50 години уназад. Реканци ги поздравија напорите на премиерот и институциите кои веднаш се фатија за работа по посетата во овие населени места. Директните средби на премиерот со жителите велат е доказ за посветеноста на владата за решавање на проблемите и остварување на ветениот збор.